Научниците открија технологија на користење на GPS уредот при процесот на механичко садење. Постојат голем број предности при употреба на оваа технологија, меѓу кои совршени растенија, односно усогласување во редоследот. Ова овозможува механизацијата при плевењето и вадењето да биде со помала потреба од човечка рака. Точното растојание помеѓу секое дрво пак значи дека при неговиот раст ќе биде еднакво на другото, овозможувајќи исти услови за секој од нив. Доколку дрвјата не се насадени во ист редослед, односно на исто растојание, гранките на секој од нив може да се испреплетат, резултирајќи со оштетување на родот. И домашните експерти сметаат дека се нужни иновации во аграрот за модернизација на производството, за поголема конкурентност и за подобар род. Ние сме се уште пионери во развојот на иновациите и предприемништвото во тој сектор. Токму оваа платформа го означува и почетокот и стартот на нешто подобро, нешто поиновативно, нешто што ќе може да влијае на гарантираниот пласман. Тука се и стратешки партнери кои што треба да застанат зад компаниите, на некој начин да им се отворат пазарите на компаниите и да се помогне во размената на идеи, практики и иновации кои што може да бидат применети и овде во Македонија. GPS технологијата ќе помогне и за помало оштетување на растенијата. Механичкото садење значи помало оштетување на растенијата, што значи помал процент на загуби. Исто така, оваа технологија овозможува и супериорен развој на корените, поголема брзина на садење и секако помала употреба на човечка сила. И покрај сите предности на GPS технологијата, доста важно е дека таа е скапа за сечија употреба. Поради високата цена, за жал, се уште е рано да се каже дека станува масовно употребена и кај нашите земјоделци.